Нашата држава имаше обиди во неколку навреди да воведе законски решенија со кои ќе се направи ред во јазикот. За жал тоа не успеа. Насловите и имињата на предпријатијата и понатаму се на латиница, често и на странски јазик. Лекторството фигурира само на хартија, децата не знаат дека придавката се пишува со мала буква. За да го зачуваме, заштитиме, одбраниме својот јазик, а преку него и својот идентитет, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предлага пакет од 3 групи мерки со кои ќе излеземе на браникот на јазикот и идентитетот. Денеска ќе ви представам првата група, која се однесува на негувањето на литературниот македонски јазик во татковината. Во оваа група мерки СДСМ има 5 конкретни предлози. Прво, формирање на постојан одбор за стандардизација на македонскиот јазик. Проблемите што се појавуваат во практиката, а нормата не припишала решенија, треба да се решаваат во ОД. Затоа ни е потребно тело кој ќе биде официјална институција за унапредување и стандардизирање на јазикот. Одборот ќе биде составен од стручњаци од Катедрата за македонски јазик, Институтот за македонски јазик, МАНУ, како и истакнати писатели, културни работници од областа на јазикот и литературата, педагошки работници. Второ, предлагаме формирање на центар за постојана подука на новинарите и на презентерите во електронските медиуми во Република Македонија. Сведоци сме на импровизацијата во говорниот јазик, на оние што на некој начин го креираат и го даваат правецот на правоговорењето. Веруваме дека вака ќе помогнеме да подобриме оваа сегашна лоша состојба во медиумите. Третиот предлог во оваа серија е македонскиот јазик на интернет. На овој начин планираме преработки и доработување на електронските бази посветени на македонскиот јазик од страна на стручни лица. Отфрлање на антиквизацијата како тазе формирана кованица на кирилица и латиница, која преку буквално политизирани глупости ни се представува како антички македонски јазик. Покрај споменици, овие глупости се користат и на разни сајтови поддржани од страна на разни центри во соработка со Министерството за култура. Креирање на документи, книги, списи од развојот на македонскиот јазик, освежување на електронските бази и споделување на реални, вистински научни податоци во врска со македонскиот јазик на глобалната мрежа. Со четвртиот проект за обновување на родните куќи и создавање музеи посветени на значајни личности за македонскиот јазик и македонската култура, како и на тамошна поддршка на постојните. По принципот на куќите на Конески во село Небрегово, предлагаме да се обноват родните куќи на значајните личности за македонскиот јазик и истите музејски да се организираат. Онамо каде што тоа не е можно од објективни причини, да се основаат и да се изградат нови објекти каде што би стоеле музејски поставки. И во последниот пети проект, кој го нарековме серија дебати на тема Македонскиот јазик е нашата татковина, планираме јавна расправа за актуелните законски решенија, предлози за измени и дополнување на законот што ќе произлезат од стручната јавност. Во овој поглед, јас како претседател на Собраниската комисија за култура ќе инициирам дел од овие јавни расправи и измени на постоечките законски решенија. Со овие 5 мерки од првата група од македонскиот јазик и нашата татковина, СДСМ смета дека ќе го подобриме статусот на нашиот јазик и краткорочно и долгорочно. И индиректно ќе го подигнеме и нивото на неговото правилно користење и познавање. На наредната пресконференција која што ќе биде закажана во среда на 6 јуни ќе ги презентираме и мерките за унапредување и почитување на македонскиот јазик во светот и меѓу нашите иселеници и македонското малцинство во соседните земји.